Во млечните производи има се освен млеко, изјави за телевизија Стар Борче Бучински, сточар и долгогодишен производител на млеко, коментирајќи ги наудите на Агенцијата за храна и ветеринарство, според кои анализите од 45 земени мостри кај 10 оператори е утврдено дека примероци не одговараат на правилникот за квалитет на земјоделски производи. Како што кажав пред 2 и повеќе месеци на медиумите, а и на средбата кај министерот, дека во млечните производи, сирења, кашкавали, јогурти, се има, освен млеко нема, и дека се е палмолив, никој во тоа знае, ама никој не поверва, и дали некој стана тоа да го образложи, освен ние како представници на нашето здружение, заедно и со земјоделската мрежа, и со други представници, но тоа е тоа. Сега, после 2 месеци, откриле 1% млеко. Бучински предупредува дека она што сега на граѓаните им се нуди во многу случаи е вистински отров за сите. Зошто ви го трујате народ? Зошто децата мали си ги трујате? Зошто сите молчите? Зошто сите молчите, да прашам, кога сите јадите од тоа? Дури ние, ако произведуваме млеко, ние го купуваме тоа млеко. Кај нас млекото паја, во маркетите расти, дали некој е задолжен да го зема тоа вештачко млеко? Некој што го увозва и треба да го троши. И сега, оваа кавга не е така настаната, открила Ахава, што открила Ахава? Па на Ахава и кажуваме пред 3 месеци дека сето е со такви средства. Со ѓубрина, едноставно, селски ние да кажеме дека е со ѓубрина тоа. На ово со активност реагира Агенцијата за храна и ветеринарство со контроли. Така, кај оператор со храна е утврдено дека биле декларирани 20% млечна маст, а производот содржал само 1%, зашто му изречена парична казна од 3500 евра. Кај друг оператор со храна со тестирање констатирано е дека во производството на млечен производ користел растителни палмини масти, зашто му изречена парична казна од 1300 евра. Спорниот млечен производ во вкупна тежина од 500 килограми е уништен, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство, најавувајќи ригорозни контроли. Но граѓаните бараат и посочување тајмињата на овие компании.